Почитуван декан на факултетот за безбедност, професор Дујовски, почитуван ректоре Коруновски, новоизабраниот ректор Неделковски, почитуван пратеник во германскиот Бундестаг Јуратовиќ, ценети професори, драги гости, пријатели, дами и господа. Дозволете ми на самиот почеток од ова мое кусо обраќање да истекнам дека ми причинува особена чест и задоволство што повторно се наоѓам овде со вас. Овој пат во име на еден голем повод, а тоа е 45 години високо образование во областа на безбедноста и постоење на вашата и наша реномирана институција со која имаме блиска и многу активна соработка, тоа е Факултетот за безбедност. Посебно ми е драго што веќе ова е традиционална 13-та меѓународна конференција годинава и ќе се занимава со образовните предизвици, перспективи за безбедноста. 4,5 децении екзистирање на ова високообразовна институција од ова дистанца, барем за мене, значат пред се голем самопрегор, истраност, научно љубопитство, истражувачка дејност и секако воспитување и образување на генерации академски граѓани. Но ваквиот курикулум сепак не би бил целосен доколку не се спомнат мноштвото научни и стручни трудови од областа на безбедноста или пак активна експертска партиципација во многуте нормативни и практични решенија според кои денес функционира институционалниот дел на системот што ја третира посебно проблематиката на безбедноста. Посебно импресионира податокот што во изминатите 12 години на конференцијата присуствувале повеќе од 850 професори, истражувачи и практичари од сите континенти во светот, од повеќе од 40 различни држави, а објавени се некаде околу 1000 научни трудови, додека само оваа година се објавени 45 научни трудови од 12 земји. Почитувани присутни, неспорно е дека науката е мотор на практиката. Стожер без чии што научни докази и достигнувања е невозможно било каков прогрес да постои во едно општество. Безбедносната сфера пак по својата општествена, цивилизацијска или ако сакате и техничка интерактивност, представува посебен научен предизвик. Специфичноста и неспорната динамичност на овој сегмент, кои се тесно поврзани со севкупниот брз општествен развој, произведуваат многу нови прашања и отвораат многу дилеми. Не само од аспект на проценка и превенција на безбедносните ризици, туку и од аспект на организационото и нормативно устројство, техничка и едукативна поставеност, соработката и координацијата како институционална, така и регионална и глобална во спротивставување на безбедносните предизвици. Сосема е легитимно и сосема неопходно науката да биде првиот чинител кој што ќе се фати во костец со сите овие предизвици за кои што говорев, трагајки по идеи, по нови сознанија, давајки предлози од типот како што и на кој начин да се дојде до оптимални и пред се реформски настроени решенија. Лично сум убеден дека одлуките што не се базирани врз стручни експертизи, идеи или концепти кои не потекнуваат од оние кои што се најдобро стручно подготвени, и тоа експертите од својот домен, по правило се лоши одлуки. А времето тоа секогаш на еден или на друг начин го докажува, меѓутоа се испорачува огромна цена при тоа. Науката и научните резултати, како и заклучоците до кои ќе дојдете во наредните 2 дена, ќе ги разгледаме со должно внимание и ќе се обидеме да ги имплементираме во секојдневното политичко работење. Особено е значајно што на конференцијата се присутни научни работници и истражувачи од повеќе од 20 земји,
Па на тој начин, низ мноштво добри практики и искуства, ќе го согледаме заедничкиот одговор на заедничките безбедносни предизвици. Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност се партнери и соработуваат во голем број на сфери и проекти. Тука посебно сакам да го спомнам фактот што во 2019 година, по прекин од скоро 2 децении, одново започнавме да го издаваме научното списание на МВР Безбедност. Благодарение на целосната посветеност на уредувачкиот одбор, на раководството на Министерството за внатрешни работи, на Факултетот за безбедност, се исполнија сите потребни меѓународни стандарди за списанието да биде индексирано како меѓународно научно списание Безбедност и при тоа да ја зачува традицијата на својот претходник и сега има историја која што е подолга од 6 децении. Напредокот на општеството и приликите во кои функционира современата полициска служба се тесно поврзани со развојот на научните достигнувања и истражувања кои се спроведуваат во областа на безбедноста и токму затоа возобновувањето на меѓународното научно списание Безбедност има за цел да го поддржи процесот на реформи и на развој на Министерството за внатрешни работи. Затоа посебно би ја истакнал улогата на новото списание Безбедност во унапредувањето на науките во областа на безбедноста, која ќе ги дефинира проблемите и појавите што треба да се истражат и да развива интерес кај авторите кон предизвиците со кои што се соочува полицијата секојдневно. Трудовите што се објавуваат се засновани врз феноменолошки и етиолошки истражувања на појавите, а се темелат на истражувачки резултати кои даваат основа за научна проверка на поставките изнесени во трудот. На тој начин се насочуваат плановите и приоритетите за работа на полициската служба во Северна Македонија. На крајот би сакал да го изразам своето лично уверување дека и оваа научна средба и дебатите кои што ќе ги имате овде за низа и за тоа многу важни теми од безбедносната проблематика не само што ќе детектираат и ќе презентираат нови видувања за многу прашања од безбедносната сфера, туку истовремено ќе бидат неозаобиколна позитивна провокација за институциите соодветно да ги прифатат и имплементираат како рамки во своето функционирање во иднина. Уште еднаш сакам да го честитам големиот јубилеј и посакувам уште многу успешни години и развој на науката во областа на безбедноста. На сите учесници на конференцијата за безбедност им посакувам успешна работа, пред се многу здравје, лична семејна среќа и уште многу години да предонесувате во делот на науката. Ви благодарам на внимание.